Продолжуваме понатаму со останатите содржини се за болката, за современиот третман на болка во Аџибадем Систина, кој што први го отвори овој центар за болка. Ова утро ќе проговориме со доцент доктор Дарко Саздов. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам. Да. Не е лесно да се живее со болка, докторе. Особено со хронична болка, кога треба да бидеме подготвени дека така ќе живееме до крајот на животот. Ајде за почеток да разјасниме колку типови на болка постојат. Да, класификацијата на болка има различни видови на класификација на болка. Според време траењето се дели на акутна и хронична. Хроничната болка по здруженијата е онаа која што трае повеќе од 3, а според некои повеќе од 6 месеци. Така. Зависно од механизмот на настанување, има и понатаму други поделби на болка, зависно дали се работи за ноцицептивна, неуропластична болка. Меѓутоа, за нашиве услови е најдобро да ја класифицираме сега за како акутна и хронична. Да. Аџибадем Систина први во регионот отворивте центар за болка пред неколку години, каде што успешно се третира болката од повеќе аспекти. Да, главно во третманот на болка е мултидисциплинарниот пристап. Во Аџибадем Систина работат врвни професионалци од различни профили и го користиме тоа за да можеме да успешно ги третираме пациентите со хронична болка. Да. Ја споменавме акутната болка. Тоа е болка која што медицински можеби јас добро нема да можам да ја објаснам, се јавува само еднаш или има конкретна причина зошто се јавува? Да, акутната болка е онаа каде што имаме конкретна причина и која што е во моментот актуелна. Значи имаме јасно оштетување на ткивата на кое што организмот реагира, практично тоа болката е одбранен механизам која што треба да ни даде еден знак дека нешто лошо се случува и треба нешто да направиме. Причината може да биде најразлична, од повреда, може да биде механичка, хемиска и разни други кои што го оштетуваат ткивата. Да. Што значи игнорирањето на таа болка, односно ние како пациенти самите некогаш знаеме да направиме големи грешки или да ги игнорираме одредени знаци кои што ни ги испраќа телото или да си придадеме самите значење дека умееме да си дадеме одговор зошто ме заболе таму и таму поинакво од било кога. Да, секогаш кога има болка тоа треба да го сватиме сериозно и да ја најдеме причината. Затоа што позади тоа може да се крие некоја причина која што не сакаме да ја запоставиме и треба навремено да ја откриеме. Доколку нема причина, а сепак имаме болка, колку подолго ја одолговлекуваме, толку повеќе може да се шансите дека ќе премине во хронична, кога па веќе третманот ќе биде многу потешок. Да. Како изгледа третирањето на болка во ваши услови? Значи, прво треба да направиме добра анамнеза и разговор со пациентот, да видиме што, кога, како почнува, кои се знаците и симптомите што ги има, на кои други органи и органски системи влијае, а потоа со диагностички испитувања да утврдиме каде може да лежи причината за нејзиното јавување. Потоа зависно состојбата на пациентот и колку таа влијае на неговата целокупна состојба, ќе направиме план кој што е најсоодветен за понатамошен третман. Дали сите луѓе, дали сите пациенти исто реагираат на болка? Имаме ли сите ние исти праг на подносливост на болка? Сите потекнуваме и сме живееле и растеле во различни услови и заради тоа имаме различен начин на кој што реагираме на болка и сите не реагираме подеднакво. Некои се потолерантни, некои се помалку толерантни и различно реагираме на болка. Инаку болката е таа која што ја имаме, да. Меѓутоа нашата реакција кон болката е различна. Да. Болката е велат единственото нешто кое не можеш да го споделиш со некој друг. Да речеме некоја грижа, некоја тага, некоја внатрешна состојба, ќе ја споделиш со пријател, со роднина, со најблизок, со партнер, со партнерка и така натаму и некако ќе ти олесни. Но болката не можеш на никого да му ја дадеш половина или четвртина или така натаму. Секој човек сам мора да ја издржи таа болка ако е ситуацијата таква и ни налага да едноставно мораме да се справуваме и да наоѓаме начин како да ги разрешиме тие болки. Затоа сакам да ве прашам, има одредени здравствени состојби каде кога е телото, кога е човекот во лежечка позиција, односно кога спие, болката мирува.
На што се должи тоа ако болката е активна само кога е човекот буден и кога е во исправена позиција? Зависи причината за болката. Обично болката која што не буди од сон и која што е јака навечер е посериозна болка. И таа треба висок аларм дека нешто сериозно се случува. Другите болки кои што се јавуваат во движење, причината е каде што имаме некоја механичка причина заради која што болката се јавува при одредени движења. Сите тоа си има различно значење и треба да видиме зашто тоа се случува. Соработуваат ли пациентите најчесто кога се обраќаат со конкретна болка или можеби вие некогаш потребно долго време да допрете до причината што е? Да, многу често пациентите кои што имаат хронична болка или долготрајно имаат проблем, ги врзуваат работите или се заведени од некои симптоми и знаци кои што можат понатаму во разговорот и наш да не заведат и затоа кај овие пациенти е тешко да се дојде до коренот на основниот проблем. Кога станува збор за болките кај малигните дијагнози, кај малигните пациенти, каков третман имате тука? Зависно, причината во последно време тенденциите се да се оди со минимално инвазивни техники за обезболување, кои што во така наречените олигометастатски ситуации може да бидат и куративни, што значи третираме директно туморот кој што може да притиска на одредени нервни структури па да биде причина за болка и на тој начин го намалуваме притисокот врз дадената структура, а исто така можеме да делуваме на нервот кој што е засегнат, па да го умртвиме, така да кажеме, за да не ги испраќа тие болни сигнали до мозокот. Да. Вчера беше светски ден за анестезиолозите, така? Да, вчера 16 октомври, светски ден на анестезија, прв пат 1846 година. На оваа дата е практично изведена првата безболна хирургија со употреба на етер. Во Америка од доктор Вилијам Тортон. Да, верувам дека денеска во 21. век и тоа како многу се усовршени овие анестезии, дека има многу повеќе начини како да се прииде и како да се изврши, па макар и најмала интервенција со минимум болка. Да, целта е да се што помалку да се наруши, да речем, физиологијата на пациентот, да се обезбеди неговата физиолошка стабилност, а сепак пациентот минимална да има инвазија на неговиот органски систем и да се што пократок биде периодот на оправување. Да, овој месец имате и други активности, така нели? Да, следната недела е практично и Европски ден за борба против болка. Многу здруженија оваа година се вклучија во практично подигнување на свесноста за третман и значењето на хроничната болка како еден практично проблем кој што е на светско ниво на епидемија веќе. Бројот на пациенти кои што се засегнати со хронична болка е практично поголем од сите оние собрани со кардиоваскуларни малигни и болести и дијабет. Да. Што е друго битно да кажеме, а не го споменавме и е поврзано со најсовремените апарати и технологии кои што вие ги применувате единствени во овој дел од Балканот? Па ние имаме сега почнуваме со употреба на методи кои што се минимално инвазивни, перкутани, со употреба на крионевролиза, употреба на радиофреквентна аблација, практично под водство на дијагностички методи, дали тоа ќе биде флуороскопија, дали компјутеризирана томографија или ултразвук, практично водиме игла до засегнатиот нерв и делуваме директно на нервот кој што е засегнат. Доктор Сарзов, ви благодарам многу што дојдовте ова утро. Еве, убаво беше што ги подсетивме нашите гледачи кои знам дека делум од нив имаат некои своји хронични болести, како и секој еден човек што ги има, посебно во второто полувреме од животот, секогаш има некоја дијагноза која знае некогаш и да не измести од патот, но убаво е што знаеме дека во Аџибадем Систина постои овој центар за болка, каде со тој мултидисциплинарен пристап на вистина може да се направи една персонализирана терапија која што ќе им овозможи достоинствен живот со што помалку болка и со што повеќе успех во лекувањето. Благодарам уште еднаш, само да напомнам дека наредната недела по повод
нели светскиот ден во борба против болка, ние се вклучуваме со понуда за промотивни консултации, значи пациентите ќе можат да дојдат во периодот меѓу 3 и 5 часот да направат бесплатна консултација со нас. Да, тоа е добро да се чуе, значи не ја пропуштајте оваа можност да направите бесплатна консултација. Доколку ве мачи нешто и доколку имате проблем кој од време на време ви станува активен, не ја игнорирајте болката, затоа што таа сепак праќа некакви сигнали, телото ви праќа некакви сигнали. Со некоја следна тема повторно ќе се видиме во нашето студио. Благодарам се, ќе ми биде задоволство. Исто така и мене.